Општина Виница е шампион во источниот плански регион според ниската стапка на невработеност, а бројот на лицата кои бараат работа за една година се намалил за 10%. Минатата година во евиденцијата на Агенцијата за вработување во Виница биле регистрирани вкупно 1225 невработени. 706 се активни баратели на работа, а од нив 44% се жени. Овој број е за 140 лица помал во однос на претходниот едногодишен период, а тенденција за намалување е забележана и за првиот квартал од оваа година. Споредбата на податоците во евиденцијата на Агенцијата за вработување со бројот на населението во општината според последниот попис покажува дека стапката на невработеност во Виница е под 8,5% и таа е најмала меѓу општините во регионот. Опаѓањето на невработеноста е карактеристично подолг период, а се должи на стопанскиот развој, односно на позитивните економски трендови кај локалните компании, но и на активните мерки што ги презема Агенцијата за обука, преквалификација и друга подршка на невработените. Поради тоа, поголемите компании веќе се соочуваат со недостиг од квалификувана работна сила, па проблемот го решаваат со ангажирање лица од соседните општини, информираа од Центарот за вработување во Виница. Анализата на возрастната структура покажува дека над 37% од активните баратели на работа се над 55 години. Според образовната структура пак, скоро 2/3 се неквалификувани, а 17% се со средна стручна подготовка, поради што потешко можат да се вработат. Намалувањето на невработеноста во општина Виница дополнително е засилено и со иселувањето во странство на младите и работоспособни лица. Според пописните податоци, бројот на населението за 2 децении опаднал за близу 38%. Министерството за земјоделство ги потсетува земјоделците дека имаат рок од уште една недела да поднесат пријава и да достават документација за добивање субвенција од програмата за директни плаќања во 2023. Субвенционирањето се реализира преку Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој. Земјоделските производители можат да поднесат барања за директни плаќања за растително производство, и тоа за површини со поледелски, градинарски култури, лозови и овошни насади, како и за сточарско производство, за одгледување говеда, овци, кози, пчели, свињи, живина и за заклани животни во кланица. Барањата за субвенции се поднесуваат по електронски пат, самостојно од страна на барателите. Сите оние земјоделци кои не можат сами, значи исто така во подршната единица и пружаме техничка помош, односно потребно е со себе само да донесат копија од постар имотен лист, за да можат службите овде да ги пополнат техничките барања, односно да ги пружат техничка помош и истите да можат да аплицираат за овие барања. Со себе, значи потребно е сите баратели да поднесат документ за идентификација и во техничките барања треба да ги пополнат, значи сите површини по растително производство или од сточарското производство. Пред да го направат ова, исто потребно е да ги ажурираат своите податоци во регистарот на земјоделски стопанства, односно доколку имат купени нови парцели или доколку имат промени во бројната состојба на добитокот, потребно е да извршат ажурирање кај нас во фарм регистарот или во Агенцијата за храна и ветеринарство, односно во овластените ветеринарни друштва. Од подрачната единица за земјоделство ги информираат земјоделците дека треба да внимаваат при пополнувањето на пријавите за точноста на податоците. Пред да ги подпишат електронските барања, апелирам до земјоделците да прочитат, значи дали сите површини и дали целокупната бројка на добиток е внесена во електронското барање. Бидејќи и ако се забележи дека има некоја грешка, можно е до месец дена од поднесувањето на електронското барање да се направи измена. Односно, за секоја евентуално настаната грешка, уште во моментот можеме да направиме исправка, додека ако во моментот тоа не се забележи, останува така и веќе не може барањата да се исправат. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство информираа дека досега се поднесени најголем број од пријавите за субвенции. При тоа упатија апел оние кои што се уште не се пријавиле да ја поднесат документацијата што побрзо, односно да не ги чекаат последните денови од предвидениот рок за пријавување.
Општина Зрновци ја продолжува практичната реализација на проектот за подобрување на условите за земјоделското производство, со кој се градат помошни канали и каскади во коритото на реката Зрновка. По завршувањето на градежните работи на бетонскиот канал Виничка вада со должина од 1450 метри, во тек се активности на сличен канал за наводнување во местноста Морошка вада, чија должина е 850 метри. При тоа, освен каналот, за прв пат се пробива и земјен пат за пристап до земјоделските површини во тој дел од општината. Представници од Бирото за рамномерен регионален развој, од Источниот плански регион и од општината, деновиве извршија увид во градежните работи и дадоа позитивно мислење за динамиката на градба. За реализација на активностите кон крајот на минатата година, локалната самоуправа на Зрновци обезбеди 9,5 милиони денари преку Источниот плански регион, како дел од програмата за рамномерен регионален развој. Овие средства се инвестираат во изградбата на инфраструктура што е неопходна за земјоделското производство. Со реализацијата на проектот за подобрување на состојбата со каналите за наводнување и одводнување, како и за изградба на каскади во реката Зрновка, значително треба да се олесни работата на земјоделците со поефикасно обезбедување, динамика и количини на вода за наводнување. Воедно ќе се заштитат и асфалтираните патни правци покрај каналите, кои претходно беа на постојан удар од надојдените и излеани води. Поволните временски услови дозволија да се изврши првото авиотретирање за заштита од комарци во општина Кочани. По одложеното прскање кое требаше да се спроведе минатата недела, третирањето се реализираше оваа седмица со еколошко средство за уништување на комарци. Дезинсекцијата ја изврши Друштвото за авиоуслуги Бониер од Куманово. Со авиотретирањето беа опфатени површините во градското подрачје и селата што припаѓаат на територијата на општина Кочани. Во општина Чишиново Облешево беше спроведено прскање од земја. Во првата фаза, што се реализираше кон крајот на минатиот месец, се прскаше на површина од 2000 хектари, а во втората фаза, која беше спроведена на почетокот на неделата, се третираше на површина од 500 хектари. Со третирањето беа опфатени населените места во општината. Третманот за заштита од комарци овде се изврши со препарат одобрен од Агенцијата за лекови. Несовесноста на граѓаните придонесува за пораст на нехигиената на јавните површини. Освен тоа, секојдневно се уништува урбаната и комуналната опрема. Типичен пример за тоа е детскиот забавен парк, кој често пати е мета на вандализам и забележан е отпад по целото игралиште. На просторот што е наменет за забава на најмладите, видливо е неодговорно однесување од страна на повозрастните, кои фрлаат остатоци од храна и амбалажа од пијалоци. Граѓаните согласни дека направеното е добра инвестиција, но поединци не знаат да го зачуваат она што представува радост за најмладите. Сметаат дека ако надлежните го санкционираат недоличното однесување, ќе има помалку вандалски чинови. Ситуацијата не е добра. Не е добра, тоа треба да се штита, да се секој да го почитува тоа што е направено. За нас е тоа. Продано е линејки ноќеска, во ноќта седат младите, никаква контрола не се воде, лимики на секаде, книшки фрлано. И ние како повозрасни сакаме да седнеме, многу ни е незгодно, бидејќи не можеме да го гледаме тоа гибриче фрлато од сончегледи, од разни чоколадца, шишиња. Уништувањето на урбаната и другата опрема не е карактеристично само во детските паркови, туку и на пластичните столпчиња што беа поставени на почетокот на месецов. Заграден беше просторот на крстосниците од улиците Маршал Тито, Кеј на револуцијата и Браќа Ставреви во близина на мостот кај шопинг центарот, но возачите и понатаму паркираат на недозволените места. Столпчињата се полуискорнати, а шрафовите што ги држат се извадени од асфалтот. Од општина Кочани упатија апел до сите граѓани за зачувување на поставената опрема. Предупредуваат дека кон лицата кои ќе ја уништуваат урбаната опрема и детските реквизити ќе бидат преземени соодветни законски мерки.